Почитувани гледачи на телевизија М-нет, добра вечер. Нова емисија од спортскиот магазин Трибина кој што го посветува на македонскиот спорт. Вечер разговараме со младиот и успешен штипски пливач Методи Ѓоргиев за неговите почетоци во овој спорт, за спортот како пливање во Македонија и сите оние предизвици кои што го пратат овој спорт, меѓутоа и сите предизвици кои што ги има зацртано Методи во и неговите успеси кои што досега ги има постигнато како млад и успешен пливач. Методи, прво благодарам за тебе за ова прифатена покана да бидеш вечер гостин во Трибина на телевизија М-нет. Добро вечер, фала ви за поканата. Јас ќе те навртам најназад, значи твоите почетоци, кога ете започнал со пливањето и зошто баш пливањето како спорт го одбираш, а не некој друг од овие помасовните спортови како што е фудбал, кошарка и така натаму? Па јас пливањето го започнав, како да кажем, случајно и така брзо се влюбив во него. Почнав да тренирам пливање на 11 години кај мојот матичен клуб Челични, кај моите тренери Методи Петров и Јакимовски Мирко. Какви беете почетоците кога прв пат започна со тренинг, кога прв пат се појави на базен, како се понесете со таа еуфорија дека почнуваш да спортуваш ваков спорт? Па пливањето некако ми звучеше возбудливо, па одлучив да се пробам, да видам дали го имам тој потребниот талент, така што јас и моите другари заедно се договоривме и се запишавме на пливање, но за жал тие денес се откажаа. Која е причината зашто тие се откажаа, ти си продолжил со пливањето? Па нивна цел беше само да се научи да пливаат и толку. Јас мојата цел беше малку подруга и јас сакав да напредувам во пливањето. Кога започна со пливањето, имаше веќе основи на пливањето или тука прв пат научи да пливаш? Па основи немав, така што за прв пат ги научив моите основи, ги поставив моите темели на базенот кога што почнав. Има ли некоја разлика кога ќе дојде некој пливач кој што да речеме има некоја основа, некоја знае како да плива, во однос на тоа како етапно ќе се надоградиш, претпоставам бидејќи ако знаеш техника на пливање, трошиш помалку енергија, добиваш на брзина и така натаму. Па вака, кога некој почне од рана возраст и ако веќе знае добра техника во било кој стил, ако го плива, тоа е голема предност за него, бидејќи тој веќе колку толку ги има поставени своите темели и тој ќе може многу побрзо да напредува, за разлика од тие што за прв пат почнуваат и за прв пат се водат, така што тоа е голема предност за нив. Кажи ми, какви се условите во Штип кога е во прашање пливањето како спорт? Има ли можност тука да се спортува, да се тренира ваков вид на спорт или сепак треба да се размислува за алтернатива како што е Скопје? Па условите во Штип не се најмногу идеални. Со пливање може континуирано да се тренира за време на летните периоди на градскиот базен, додека времето топло, а преку зимските периоди е малку невозможно, затоа што немаме покриени базени и мораме да одиме во други градови. Одевме во Куманово еднаш неделно и така натаму. Доволно ли еднаш неделно да се спортува, за да се одржува таа форма во зимскиот период? Па не е баш доволно, бидејќи треба да имаме постојан континуитет, но за жал такви се условите. Има ли некој размислување веќе, има ли некои иницијативи, знаеме дека Штип треба да добие некој затворен базен, ќе биде ли тоа предност голема со оглед на фактот дека ти моментално си во Скопје, значи ли тоа дека би можел да се вратиш во Штип доколку Штип добие затворен базен? Па ако Штип добие затворен базен, не би се за сега вратил, бидејќи сакам да ја завршам мојата пливачка кариера во Скопје, но ако се појави можност да го изградат базенот, би се вратил бидејќи би основал свој пливачки клуб и јас би сметал лично дека ќе има повеќе и поголема заинтересираност во пливањето. Каква е моменталната заинтересираност и кај момчињата кај девојчињата? Има ли доволно, ако конкретно зборуваме за Штип, како што каже самиот ти сте започнале со неколку другарчиња, тие се откажале, ти се останал сам, колку од Штип има активни пливачи? Помлади зборувам. Па моментално нема многу активни пливачи во нашиот град Штип. Само активно кои што се занимаваат моментално сме јас и пливачката Ивона Наумова, но ако направат пливачки базен, мислам дека ќе има многу повеќе пливачи кои што ќе сакаат да пливат и ќе се заљубат многу во спортот. Те прашуваат ли тебе некои твои поблиски како е пливањето, да преку тебе некако навлезат во овој спорт, да прашуваат како да се запишат, каде да тренираат? Има ли некој интерес веќе моментално со оглед на фактот дека постана некои големи резултати зашто ја реализираме оваа емисија? Па да, има неколку заинтересирани кои што ме прашуваат за тоа,
но кога им кажувам дека нашите услови не се баш најидеални, тие го сменат своето мислење. Кажи ми, во кои дисциплините настапуваш ти како пливач? Па како пливач најчесто настапувам на дисциплините 100 делфин и 200 делфин. Ете да појасниме гледачи што се подразбира под поимот делфин. Делфин е пливачки стил кој што бара многу енергија за да се демонстрира, но најчесто пливачите користат, односно употребуваат друга техника кој што е крал, гранно и грбно. Така, значи оваа техника сам дојде до оваа идеја или ете тренерите препозна дека можеш да се носиш со оваа категорија на делфин? Па сметав дека и јас можам да почнам со овој стил, а исто така и моите тренери го видео талентот во мене. Спорувавме кој се ете твојот прв надпревар, ако може, бидејќи сме на почетокот од твојата кариера, нели хронолошки ако гледаме, кои беа твоите први надпревари, ако се сеќаваш, и какви беа твоите импресии од тие надпревари, твоите успеси, резултати кои што ги имаш остварено? Па мојот прв надпревар беше во Србија. На тој надпревар бев многу нервозен, нормално, бидејќи ми е прв, но тој надпревар, како да кажем, ми е најмил, најдраг, бидејќи на тој надпревар успеав да стекнам самодоверба. И сега немам проблем нормално на турнирите, на надпреварите. Колку ете годишно календарски реализираш надпревари во една сезона? Па надпреварите не можам да ги кажам во број бидејќи се премногу. Постојано одеме во други држави. Имаме нормално надпревари тука во Македонија, во Скопје, во Охрид и така натаму. Кои се начини на надпреварите во Македонија кои што се реализираат? Па имаме многу надпревари, како на пример Скопје Опен, имаме во летните периоди пливачки маратони кои што се пливат на Охридско езеро, на Преспанско езеро. Исто така и во септември имаме маратон кој што се реализира на Велешко езеро. Спомнавме за маратони, дали тоа Методи Георгиев е и тука активен кога во прашање и кои се ете твоите позначајни успеси кога во прашање пливањето маратони? Веќе од прилика 5 или 6 години пливам маратони. Ги имам испливано во Велес, во Охрид, во Преспа и тие маратони, морам да признам, се многу тешки за да се испливаат, кои што се 2,5 километри. Но исто така и на нив имам добивано медали и награди, така што и тие имаат посебно место во мојата душа. Спомнавме за подготовките. Како изгледаат ни подготовки, еве конкретно за маратон од 5 километри? Колку време ти се подготвуваш? Дали имаш некој вид дали користиш тератана, можеби тука одреден вид на исхрана која што треба да практикуваш, килажа да внимаваш и слични услови? Како генерално изгледаат твоите подготовки? Колку време ти одзема тие подготовки? Па за спремање на маратон имаме малку различни подготовки за разлика од шпринтови, бидејќи маратоните се длги дистанции, така што на тренинг пливаме и тренираме длги дистанции, кои што траат некаде околу 2,5 сата до 3. За исхрана не ја запазвам многу, но кога имам една недела пред турнир или пред маратон, веќе мора овде да пазам што јадам и како пијам, така што Предпоставам дека и тие подготовки ги реализираш во Скопје кога ќе дојде ред. Во Скопје, да. Кога се летните периоди, кога доаѓаат летните периоди, доаѓам во летниот базен на Штип, а и таму тренирам. Има ли некои други пливачи овде во Штип кои што доаѓаат овде да тренираат во летниот период? Или ти си единствениот заедно со Ивона која што спомнав? Во Штип само јас и Ивона тренираме на нашиот базен, а моментално други градови засега нема. Така. Ајде да се потсетиме на твоите најголеми успеси кои што ги имаш реализирано во Македонија и надвор Македонија. Знаеме дека изминатиот период беше на меѓународен пливачки митинг во Бања Лука, беше во Подгорица. Како помина таму и кои се не само на овие два меѓународни пливачки митинзи, меѓутоа воопшто во твојата млада, јас би рекол, кариера, кои се твоите најзначајни успеси кои што досега имаш остварено и реализирано? Па значајни успеси за ова и за претходната година. За претходната година најмногу награди и медали имам добиено на Water Festival во турнирот во Охрид. Имам добиено 6 или 7 медали, ако не се лажам. Исто така и на маратоните имам добивано многу награди, како што е на Преспанскиот маратон, на Охридскиот маратон, имам добиено први, втори, трети места и сега се спремам и за поголеми успеси.
Така, кажи ми, кои беа те советите од твоите првиот тренер, ако се сеќаваш, кој што работел со тебе, и дали ете тоа што тогаш како мал си го добил како совет и денес го практикуваш со цел да бидеш што е можно подобар? Да, мојот тренер секогаш ми кажуваше да не се откажувам од пливањето, постојано и континуирано да тренирам и да не се откажувам без разлика на тоа какви услови имам. Кога спомнавме за условите, со оглед на фактот дека си бил, каде еве сегде си бил освен во Македонија на надпревари? Па на превари имам учествувано во Бугарија, Србија, ево во Босна и сега што учествувам во Црна Гора. Може исто ли така и во Грција. Може ли да направиме на компарација на сите овие држави каде што ти си бил со Македонија? Каде е Македонија во поглед на пливањето како спорт, условите во однос на тоа како е во Грција, во Србија, во Бугарија, во Хрватска, во Босна? Па базените се речиси исти како инфраструктури, но нормално во другите држави има многу повеќе базени. А еве во Бугарија има базени кои што работат цело време отворено, бидејќи има термални води. Значи за тие претпоставам пливачи е доста голема предност и тие можеби имаат многу поголема предност од аспект на тоа дека имаат подобра инфраструктура, па може да бидат и многу подобри од македонските пливачи. Да, и тоа е така. Сега кажи ми, кога зборуваме за пливањето како спорт, кажавме нели за интересот и за сите тие работи, дали ете можеби ако се подобрат некои услови во Македонија, можеме да значиме дека пливањето ќе оди напред. Ете, кога ти си започнал до сега, претпоставам дека имаш разменети искуства со поискусни пливачи. Има ли некој напредок пливањето во Македонија или стагнира или паѓа во некоја надолна линија? Може ли тоа да се рефлектира врз твојата кариера војнина, да се демотивираш па да се откажеш или баш напротив би одел напред? Па во Македонија пливањето, да ви кажам, не стагнира, но исто така може да биде и многу подобро ако се отворат и други базени во повеќето градови. Така што мислам дека и ние можеме да постигнеме големи успеси и да дојдеме до нивоата на и другите држави, како што се Бугарија, Србија и останатите од Балканот. Така, колку активни клубови пливачки постојат во Македонија, освен од Штипе, Челични, кој што го спомнавме, твојот матичен клуб, од каде од други градови има пливачки клубови во Македонија? Па, како што знаете, најмногу пливачки клубови има во Скопје, има исто така и во Куманово, во Струга, а исто така и во Охрид. Сега за сега. Какви се условите кога е во прашни финансиите? Претпоставам дека овој спорт е доста скап, каде што треба и вие буквално народски кажано од джеб да се финансирате, твоите родители те поддржат тука. Како кога треба да се заменени подготовки, можеби во Скопје, да треба да се замените на меѓународен пливачки митинг во Црна Гора, во Босна, каде што треба имате возени, па треба да се резервира хотел. Претпоставам дека тоа е доста финансиски тешко за вас како семејство, за да те поддржат тебе, да те истуркат, да речеме, да бидеш врвен и дај Боже еден и светски пливач. Па, благодарение на моите родители, можам да учествувам на многу надпревари во другите држави, бидејќи тие многу ме финансираат. Сега за сега немаме спонзор и се надеваме дека со подкрепата на моите родители дека ќе дојдам и до повеќе држави да се надпреварувам, а исто така и да напредувам во тренирањето во пливање и се надеваме дека ќе биде подобро во иднина. Од аспект на пливањето, како што спомнавме со овие другите држави каде што се бил, дали таму од аспект на финансиите е многу подобро, дали таму не знам државата им помага, дали повеќе бизнис секторот те вложува да ги поддржат или сепак и тие се соочуваат со некои слични проблеми како ти што се соочуваш туку условно кажано во Македонија? Па мислам дека во повеќето држави имаат добри финансии, добро ги финансираат во пливањето, особено во нивниот тренажен процес додека тренираат, така што мислам дека тоа е и причината зашто има уствари поголема заинтересираност во пливањето, додека кај нас на тоа не му се многу обраќа внимание. Така, кажи ми сега кога зборуваме за репрезентацијата. Дали тука како е условот за да бидеш дел ти од таа репрезентација, што е се потребно да направиш за да можеш да бидеш еден ден член на македонската пливачка репрезентација? Па, мислам дека сето тоа се гледа според фина бодовите и мислам дека треба еден пливач да има многу од тие бодови, но јас за сега се уште немам. Така се надеваме во иднина дека ќе се унапредам во пливањето и дека ќе дојдам до репрезентирање на Македонија.
Дали веќе може да се очекува и работиш веќе на тој план да бидеш иден репрезентативец на Македонија? Па да, секако. Веќе тренирам по 2 пати на ден кога сум тука во Штип, така што тоа можеби не е толку невозможно за мене. Кога е во прашање репрезентацијата, претпоставам дека ја пратиш, ги следиш надпреварите, има ли тука некој напредок кога е во прашање репрезентацијата или да речеме во минатото? Да, сега моментално имаме многу репрезентативци во Македонија и тие постојано учествуваат на силни надпревари, постојано ја репрезентираат нашата држава и исто така и добри резултати истекнуваат на турнирите. Кои се можеби најдобри репрезентации или од каде доаѓаат најдобрите пливачи од Европа? Претпоставам дека кога одиш на вакви меѓународни пливачки маратони доаѓаат, нели, мислам дека ми се чини на оној последниот каде што настапи во Црна Гора имаше над 400 пливачи кои што доаѓаат дури од Турција, Азербејџан и така натаму, од Германија. Од каде доаѓаат најспремни пливачи, од која држава може да издвоиме така, бидејќи во ватерполото знаеме Србија и Хрватска се доста силни, кога во прашање пливањето од каде доаѓаат потака звучни и посилни пливачи? Па србите исто така се многу добри во спортот пливање, многу се унапредени, но според мене најсилни пливачи доаѓаат од Турција, бидејќи тие постојано се во тренажен процес. Мислам дека имаат многу тренери кои што од нив произлегува многу олимписки шампиони. Кога е во прашање женскиот аспект на или девојчињата кои што спомнавме, има ли други во другите градове? Во Штип кажавме, констатиравме дека заедно ти и Вона, меѓутоа во другите градови има ли повеќе застапеност кај дамите кои што пливаат и го сакаат овој спорт и го спортуваат овој спорт? Мислам дека највеќе кои што се бават со овој спорт се машките, но исто така има и девојчиња кои што активно учествуваат во пливањето. Меѓутоа нивниот број е минорен, значи тие се многу помалце во однос. Се гледаш ли еден ден да можеби заиграш и во ватерполо да го спортуваш овој спорт? Со оглед на фактот дека си добар пливач, знаеме дека ватерполото бара добра техника на пливање. Може ли да те видиме еден ден како ватерполо играч? Би сакал да се пробува на таков спорт? Па би сакал како рекреативно, ама сериозно да се надпреварувам и да тренирам не, бидејќи скоро цел мој живот тренирам пливање. Кои се твоите цели кои што ги имаш поставена пред себе за да во иднинете се стремеш да го реализираш тоа? Па моите цели се да се унапредам во пливањето колку што можам повеќе, да завршам факултет за физичко образование, па ако се покажат добри услови и ако се отворат повеќе базени покриени во Македонија, мојата желба е да бидам тренер и да си отворам пливачки клуб. Значи се стремиш кон тоа кога е во прашање како твојата кариера, ајде да речем професионална како пливач, има ли некоја цел каде што би сакал да настапиш на одреден маратон, на одреден трка, да замениш, не знам, можеби во странство, да се испробуваш каде што конкуренцијата е многу посилна? Па можеби би отишол во странство ако уште повеќе се унапредам овде во Македонија. Значи зборуваме да се пресели за да можеш да спортуваш таму. Да. А од аспект на некој надпревар кој што е во странство, кој што би сакал да пробаш, не знам, некој маратон кој што е подолг од 5 км, а при тоа е надвор од Македонија, можеби надвор од Балканот. Па маратоните, да ви кажам, не ми многу лежат, затоа само пливам маратони кои што се по 2,5 км, а за маратони кои што се 5 км повеќе не би сакал да настапувам на нив. Кој е твојот личен рекорд на 100 и на 200 метри во делфин? Па мојот личен рекорд на 100 метри делфин е 1 минута и 14 секунди, а на 200 метри делфин најдобро што имам испливано е 2 минути и 50 секунди. Тие се сега поставени рекорди или ги имаш од поодамна поставени? Сега се поставени овие рекорди. Значи во тековната година, Да. значи тоа сакаш да кажеш дека веќе од година во година тие рекорди нели ќе се стремат. Да. Колку нека оптимално е, колку е личен светски рекорд на 100 и на 200 метри делфин, ако го знаеш како податок? Па личните рекорди во светот, да ви кажам право, не ги знам, но претпоставам дека на 200 метра делфин можеби пливат под 2 минути, додека на 100 метри делфин пливаат под минута, 50 и неколку секунди. Значи, ќе работиш на тоа да еден ден Методи Георгиев биде тој кој што би срушил некој таков рекорд. Кажи ми сега кога е во прашање овој маратониве, тие по колку време ги пливаш, тој од 2,5 и од 5 километри? Па зависи колку имаш тренирано. И на пример јас лани испливав 43 минути на скоро сите маратони кои што се одржаа во Македонија. А сега мислам дека можам и побрзо да ги испливам, под 40 минути. Дали има тука некое влијание од аспект на ветер, на бранови,
на температурата на водата, да тоа влија на тебе, или сепак без разлика на сите тие околности си подготвен да можеш да се спротивставиш на сите тие надворешни влијанија за да го завршиш и финишираш успешно тој маратон? Тоа секако. Ветровите и брановите малку прават проблеми, но тие не се причината за да бидеме послаби и поспори, така што според мене мислам дека тоа не ни прави некој сериозен проблем. Така. Кога зборуваме, можеби спомна дека се образуваш во Скопје, претпоставам таму ќе останеш на факултет. Значи ли дека во иднина би можел да префрли студии во странство ако излезе некоја добра понуда да може да настапиш за некој клуб од Европа? Имаш ли некои контакти да разгледуваш, да видиш солуција на некој добар клуб кој што е не знам од Германија, Франција, Италија, па да се стремиш да бидеш нивен член или да стигнеш до портите на некој таков европски клуб? Па затоа се мислам, но додека се унапредам овде во Македонија, ако станам подобар во пливањето, би отишол во и други странски држави, бидејќи таму исто така има извонредни тренери, така што мислам дека таму има светла иднина за мене и за пливањето. Така. Која би била не знам твојата препорака да ги привлечеме младите да го сакаат овој спорт, особено на младите? Која би била твојата порака да се упати со цел да можеме да ги привлечеме многу повеќе да го засакаат пливањето како спорт и кај дамите и кај момчињата? Па според мене мислам дека освен тоа што треба да се отворат повеќе базени, за малите особено треба тренинзите да ги направиме поинтересни, да бидат попривлечни и на тој начин тие ќе бидат помотивирани да тренираат, така што ќе се развие кај нив и љубовта кон пливањето. Претпоставам дека на пливањето доаѓаат доста и деца кои што за жал со ова нова технологија од седењето на телефони па да имаме сколиози скривена се, меѓутоа претпоставам дека во пливањето речи сите мускули се активни кога пливаме, можеби да доаѓа дел од тие деца и ради здравствени проблеми, па да се придобие, значи да има некои позитивни здравствени придобивки од овој спорт. Да, секако пливањето ги вклучува, како што кажате, сите мускули во телото, но за жал еве има и деца со сколиоза, со такви болести, така што тие доаѓаат и на базен, таму тренираат, додека не оздрават. Така што пливањето е одличен спорт и за подобрување на своето здравје. Спомна 2 тренинга на ден, по колку време трае еден тренинг? Па еден тренинг отприлика од 2 до 2,5 часа. Сабајле и вечер. Значи тоа не се собира негде околу 4 часа 4, активно до 5 некаде тренирање. Дали освен пливањето, мислам дали освен базенов кој што го користиш активно, користиш нешто друго кога е во прашни подготовки? Не знам, можеби трчање, теретана, како што спомнавме на почетокот разговорот. Па освен пливање, вежбам и на суво, така што може да се каже дека тренирам. Што се подрадете под поимот тренирање на суво, да му доловиме на гледачите да му појасниме како изгледа твој тренинг на суво кога си надвор од базен? Пообично, мојот тренинг на суво се состои од правење склекови, чушњеви, вежбање на кардио, трчање, возење велосипед и друго. Колку тоа е важно за да изгледаш ти во една добра форма? Па колку што е важно и тренирањето во вода, така и важно и сувиот тренинг, бидејќи тој исто така клучен во унапредување, во станување, затоа што тој направи исто така побрзи да бидеме во вода, така што мислам дека скоро сите пливачи, освен што тренираат во вода, тренираат и на суво. Во финишот на овој разговор, кои се твоите цели до крајот на ова година или еве следната година, на кои се надпревари можеме да те видиме и надвор од Македонија, особено каде ќе се стремиш ти да настапиш, на кои надпревари? Па сега за време на летниот период се стремам да ги испливам маратоните кои што се во Охрид, Преспа и Велес, така што очекувам дека ќе испливам многу побрзо, дека можеби ќе земам некоја награда. А за надпревари би се стремил кон одење во другите држави. Исто така таму очекувам да направам добри резултати. Супер, благодарам за ова гостување, за овој одвоено време да гостуваш тука. Јас ќе ти посакам многу среќа во твојата кариера, со оглед на фактот дека си млад пливач, пред тебе предстои блескава иднина.
дај Боже еден ден да бидеш и член на репрезентацијата на Македонија, да имаш нели репрезентативни успеси, да ги оствариш сите твои соништа кои што ги имаш остварено, кој што кажавме, околу основањето на тој клуб, посветувањето на темелно на пливањето и дај Боже ете преку тебе да повлечеме многу повеќе и момчиња и девојчиња да го сакаат овој спорт, да го засакаат пливањето, бидејќи што кажавме од пливањето има доста бенефити како здравствени така нели и да се развиваш, бидејќи претпоставам дека и самото тело се развива тука со оглед на фактот дека ги користиме сите мускули. Да. Фала ви многу. Исто така се развива и духот. Така. Секој спорт, освен пливањето, нуди, односно прави да имаме дисциплина. Го развива нашиот исто така и борбен дух. Така што мојата порака до младите би била да не се откажуваат од нивните соништа, да имаат постојан континуитет, да бидат посветени кон спортот, освен пливањето, и да не се откажуваат од своите соништа без разлика на какви услови имаме, идеални или не. И исто така спортот е убав нели за запознавање на нови луѓе. Исто така тоа е добро за правење на свои мемории и спомени на кои што ќе се сеќаваат цел свој живот и за кои што ќе се сеќаваат нивните генерации. Да, како што спомнавме тебе што те навртив наназад на твоите први трки и први успеси кои што ги имаш освоенете, на крај колку медали имаш ли некоја бројка колку медали дома имаш веќе освоено од овој спорт? Можам да ви кажам дека имам над 50 или 60 медали. Колку се златни, сребрни, бронзни, има ли некоја класификација направена веќе? Да ви кажем право, не можам да ги класифицирам толку што ги имам. Да, супер, благодарам уште еднаш и јас уште еднаш ќе ти посакам многу успеси понатаму, дај Боже повеќе златни медали да носиш дома, да ги радуваш пред се твоето семејство и се надевам дека ќе потикнеме да веќе имаме многу поголема поддршка за тебе, да застанат позади тебе, односно финански пред се да те поддрж, бидејќи како што кажавме, овој спорт е доста тежок од финански аспекти и уште еднаш ќе ти посакам многу среќа во понатамошната кариера. Благодарам. Почитувани гледачи на телевизија, ова беше Методи, штипскиот млад пливач кој што има успешна кариера, со кој што направивме на ретроспектива на неговите почетоци, зборувавме малци околу сите тие услови кои што ги има Македонија и Штип како град и она уште еднаш ете и претходно кога што сме објавувале дека Штип треба да има еден затворен базен со цел да можат овие млади таленти да спортуваат и да ги унапредуваме на патот кон нивната кариера европска, потоа и светска. Останете со програмата на телевизија М-нет и убава вечер.